од репресираните поради идеите на ВМРО, која што сега еве се одбележува 1 век од првото нели организирање на ВМРО. Што вие мислите за оваа иницијатива која се појавува? Како таа треба да се реализира? Нескромно, но на овој одбор јас ја дадов таа иницијатива, чувствувајќи обврска пред себе си, обврска пред нашата младост, обврска пред неколку илјади кои сме репресирани, гонети, прогонувани за идеите на ВМРО, конкретно за самостојна обединета Македонија. Прашањето е многу комплексно и може да се дојде и до некоја грешка, затоа што и покрај тоа што јавноста веќе као да е предиспонирана и го прихваќа овој момент за таква една рехабилитација, но околу самиот појам рехабилитација и тука има многу финеси, би било најправилно да се уклучат тука правни експерти, од има такви контрадикции, например, ние сме судени, така пишува во пресудите, дека сме се бореле против државното уредување на ФНР, СФРЈ, за да се Македонија отцепи од Југославија да биде самостојна. Тука е све точно и за тука нема потреба никаква рехабилитација. Тоа е нашата гордост, тоа е нашата политичка што се вика идеја, идеологија и лична карта. Но грешката туѓа, тоа е импутацијата на најсрамната етикета дека ние сме се бориле за самостојна Македонија на чело со Ванчо Михајлов, што појаду и први пат кажуваме дека това не е вистина, дека това е лага, дека тоа е дневно политичка етикета потребна од владеачките гарнитури и југословенски и македонски. Воколку не би била таа етикета за Ванчо Михајлов, кој е македонско зло, кој и денеска некаде се обидуваат луѓе да го тоа повампируваат, против кој ние сме се секогаш бореле и се уште се бориме колку што имаме сили. Кога не би била таа импутација, ние нема што да се страиме од нашето судење. Ние сме се бориле за самостојна Македонија, самостојна Македонија денеска е стварност. Ние сме се уградиле во самостојната Македонија, но нас не навредува импутација дека сме ние ванчовисти. Ние не сме ванчовисти. Ние не сме се бориле за самостојна Македонија на чело со Ванчо Михајлов. Ние сме се бориле за самостојна Македонија, демократска Македонија, еден плуралистичка Македонија, за да оние партии кои ќе уживаат авторитет и на предгласачки аудиториум, нека тие бидат и нека ја водат Македонија. Така да во овој контекст сега може да се иде во друга една крајност, дури со некакви погрешни поставки околу оваа рехабилитација, може да дојдеме во ситуација да исечеме гранка на која седиме. Замислете што ќе се случи со некоја рехабилитација да ми се збрише политичкото биното и да дојде дека ја станувам сега никој ништо. Со тоа не сакам да кажам дека сум некој, али ако сум дефиниран како учесник и суден за оваа идеја, а таа идеја денеска е стварност, тогаш се постава прашање: сме се бориле против Југославија? Југославија нема. Сме се бориле против комунистичка Македонија? И неја нема. Има самостојна Македонија и ние сега се навоѓаме во еден комплексна ситуација да ние треба да молиме. Кого треба да молиме ние? Југославија која нема, комунистите кои ги нема, кого треба да молиме? Кој е тој суд кој треба да решава за мојата, да кажеме, рехабилитација во тој дел? Овој суд кој денеска се наоѓа, па тој е ортодоксниот, тој е у континуитет суд кој нас не судел. Не тој, татко му, дедо му и така натаму. Ова судство, овие суди со морално политички подобно, со ни гледат исто така. Сигурно што можеме ние да направиме? Да ја дам пресудата. По пресудата пише Евтим Гашев суден за самостојна Македонија на чело со Ванчо Михајлов. Со кој аргумент ја ќе искочам пред судот? Вистината е таа, живи сме ние луѓе. Најдобра е вистината на тие што не прогонувале, прогонувачите што не исуделе, прогонувале, тие се уште живи. Нека тие го докажат денеска со правни факти. Ние сме судени без факти, терористи. Сме требале да дигнеме офицерски дом во воздух, сме требале да направиме револуција. Ни пушки, ни ѓаволи. Ние сме биле за самостојна Македонија. Од душа, од срце. Без бомби, без пушки, за тоа што го снемале. Али најдобра е рехабилитацијата пред еден аудиториум, пред овој македонски народ. Дека кажат тие што не прогонувале, дали они беа убедени дека ние не сме ванчовисти. Само требаше това за дневно политички потреби. Во ЦК и во тој агитпроп се створи механизам, се створи технологија за прогонување на македонците за самостојна Македонија. Оти самостојна Македонија не беше во конотација на југословенската програма, а овде беше Југославија и Македонска Југословенска република.
што реков во една друга прилика, и Гоце Делчев да беше тука, ќе беше судрен со законот за тоа што Гоце Делчев ја асоцирал на самостојна Македонија. Асоциацијата самостојна Македонија беше антијугословенска и антикомунистко-македонска. Злото е тоа што ние одумираме, останавме уште многу малку, од најмладите сега веќе станавме возрастни, ќе дојде ситуација по некоја година и кога ќе се отворат нашите досија, а уште никој не сака да ги отвори. Треба да се отворат досијата наши денеска, за да можеме да кажеме, да опонираме и нека кажат тие кои се живи, кои не прогонувале. Нека кажат дека ние сме биле тоа и тоа. Нека кажат, нека аргументират. А кога нас ќе не нема, тогаш тие младите асистенти кои ќе станат професори, па ќе кажат еве ги луѓето биле ванчовисти, биле непријатели на македонскиот народ. Да завршам, ние сме се бореле за оваа земја заедно со целиот македонски